Мартинки. Мартинка е висулец со засукани конци, кои се ставаат на 1 март за здравје. Се носат во Бугарија, Романија, Македонија, Грција и Србија. Мартинката се изработува од волнено или памучно предиво во две основни бои – бела и црвена. Овој празник уште се нарекува и празник на баба Марта. Обичајот на правење мартинки, односно на еден вид амајли, изработени од усукани конци, црвена и бела боја, се поврзува со почетокот на месецот март, односно 1 март, кој во народниот календар е познат под неколку имиња. Марта, Првна Марта, баба Марта, Мартинден, Летник и слично. Покрај вообичаеното народно толкување, дека мартинките се носат за здравје и среќа во текот на претстојната година, постои и толкување дека тие се носат за од змии, тоест луѓето да немаат проблеми со змиите преку летото. Самите мартинки, според традицијата, вообичаено се изработуваат од вечер, спроти 1 март, или пак во некои предели на самиот празник пред изгревот на сонцето. Според едно верување, регистрирано во Радовишко, доколку конците се усукуваат на самиот празник, во тој случај змиите ќе се сукаат околу луѓето преку летото додека работат по полето. Исто така, во некои предели, како на пример во Пијанец, постои и верување дека мартинките кога се носат околу раката во пределот на шаката, не треба да се гледаат, односно не треба да ги види сонце, за да не ги изгори сонцето преку летото. Тоест, носителот на мартинката во тој случај ќе има проблеми со јакото сонце. Мартинките вообичаено се носат неколку денови во текот на месецот март и најчесто времетраењето на носењето на овие своевидни амајли за заштита на луѓето од зло, несреќа и разни неволји, односно да им донесе здравје и среќа, зависи од доаѓањето на пресилните птици од југ. Имено, според народното толкување, регистрирано во некои предели во источниот дел на Македонија, мартинките се носат се додека не се здогледа првата ластовичка или штрк, кога според обредната пракса, мартинката се симнува од раката и се става под камен. Во некои западно-македонски предели, мартинката кога се симнува, се остава на гранче или грмушка од трендафил. Постојат и известни варијанти во однос на боите на конците од кои што се изработувале мартинките. Па така, освен од вообичаените црвено-бели мартинки, се правели мартинки од бела и црна волна во природна боја, во дебарца, или пак од црвени и модри конци, како што е на пример случајот во некои радовишки села, кога усуканите мартинки, освен на делови од телото, се ставали и на бутимот. Во поретки случаи, може да се јават и други варијанти на мартинките во однос на боите, како на пример црвена и црна боја на конците, или пак комбинација со жолта, бело-жолти. Но во секој случај, најдоминантни се црвено-белите. Исто така, во поретки случаи покрај волната, како материјалот кој што се изработуваат мартинките, може да се јават и памучните, ленените или свилените конци, но во најчест случај тие се правеле од волнени конци. Мартинките во некои предели во крајниот западен дел од македонскиот етнографски простор, односно во Мијачијата, Дебарско и Струшко поле, се познати под други имиња, како на пример молњак, мњак, мањак, односно молњаци, мањаци во множина. Традицијата е на првиот ден од март, на старата жена во семејството да врзува на рацете на децата засукан бел и црвен конец за здравје и против уроци. Затоа со мартинката се кити котлето, во кое се дои првото млеко на Ѓурѓовден. Со мартинка се заврзуваат и билките од Иванден.
Мартинките се носат до појавата на првото процветано дрво или на првиот виден штрк, а во Македонија и до здогледување на првата ластовица. Потоа се ставаат под камен, а по нив се гадае. Ако после еден месец под каменот има мравки, годината ќе биде берекетна. Во некои краишта на Бугарија со мартинки се китат и домашните животни. Понекогаш мартинката се пушта во најблиската река, за да оди како тече реката. Традицијата вели, уште дека среќа носи таа мартинка која ти е подарена. Затоа сите си даруваат мартинки, роднини и пријатели. Според легендата, Македон се влюбил во Ксантија. Тоа била љубов до последен здив. Но злите сили или некој од боговите ја замениле Ксантија со цвеќињата. Македон секоја пролет ја бара својата прва и незаборавна љубов на сите ливади и полиња, во сите бистри потоци и реки, во сите градини, во неговата омилена земја, Македонија. Во чест на оваа несреќна љубов кон Македон и божицата на цвеќето Ксантија, македонците првиот пролетен месец го нарекоа Ксант, а пролетниот празник Ксантика. Ксантика македонците го слават како празник на пролета, љубовта, цвеќето и убавината. Прославата се одржувала на улиците и во театрите, преку програма на танци, музика и ритуали. Ксантика е празник во кој македонците верувале дека има миење на душите, простување на гревовите, доминација на разбудената пролетна светлина над зимскиот мрак, кој ги угнетува нивните души. Символот на празникот е црвено-белата плетенка, исткаена од бел и црвен конец. Тоа е мартинката. Таа едноставно магична црвено-бела плетенка што потоа се протегала како конец за да ги спои тие луѓе за време на празникот. Црвено-бели символи биле поставувани на вратите и прозорците и оградите. Жените и девојките од нив правеле гердани, ја украсувале косата, а мажите ги врзувале за појаси. Децата ги носеле како нараквици на рацете. Жените ја стакнувале облеката, ткаена и везена во зимскиот период, забогатена со оригинална инспирација, монументална хармонија и раскошна боја. Ксантика се празнувала цел месец, со неверојатен ентузијазам и вознесување кон боговите и вечното сонце, символот на животот.